Да, рековме дека во фокусот денес ќе ни биде и семејството. За жал, оние негативните аспекти, односно тогаш кога истото станува дисфункционално и знаеме дека најранливи во таква ситуација се токму децата. Јавноста е вознемирена од случајот во кој што таткото си го претепал со свеното 4-годишно дете и затоа ја отвораме оваа тема и зборуваме со првата детска амбасада во светот Меѓаши за да видиме како може да се обезбедат тие основни човекови права, односно правата на детето да живее во еден мирен, хармоничен дом и во благосостојба. Диме, добро јутро. Добро ви утро, како вам, така и на гледачите. Македонската, па и пошироката регионална јавност е згрозена по видеото кое буквално преку ноќ стана вирално на социјалните мрежи, на кое може да се забележи според информациите достапни за јавноста, каде што 28 годишен татко брутално го тепа своето 4-годишно дете. Видеото на социјалната мрежа Facebook го објави неговата мајка, тврдејќи дека во повеќе наврати се случувало ваквото дело, но при тоа немала докази за сето тоа да може да го докаже, па затоа овој пат се одлучила да ја искористи технологијата и да покаже на јавноста, со тоа да ги заинтригира и надлежните институции пред се државата. Во наредните неколку секунди ќе се потсетиме токму на ова за жал видео кое скоро и да нема човек кој не го виде, а потоа тука во детската амбасада Меѓаши ќе направиме обстежна анализа за тоа на кој начин детето во една ваква ситуација може да биде заштитено, што може да направи самата детска амбасада Меѓаши, но и државата, но и како граѓаните можат да забележат насилство кај дете, како да пријават, како да реагираат, но и која е улогата на медиумите во едни вакви кризни моменти, би рекол. Ајде за кратко да го погледнеме овој видеоматеријал. За жал, ова е видеото кое ја вознемири јавноста. Во наредните минути, како што реков, тука сум пред детската амбасада Меѓаши, каде што ја правиме анализата за детските права и заштитата на најмалите. Добро утро, велам за Фатмире Ајдари од детската амбасада Меѓаши. Пред се добро утро и веднаш ќе прашам што може да направи еден граѓанин за да заштити едно дете кое ќе го забележи во една ваква ситуација, односно кои се надлежностите и на државата, но што можете и вие како детска амбасада Меѓаши да направите? Добро утро на сите и на гледачите и на вас. Важно е кога се јавува ваква ситуација, ова веќе е ескалирало и не мора да значи дека ово е едини случај, но за овој случај ние веќе знаеме од јавноста поради видеото кое што е споделено од страна на мајката. Важно е ние како граѓани и граѓанки да пријавиме мислам, освен правна и морална одговорност имаме да пријавиме кај надлежните институции, кај детска амбасада Меѓаши има 24/7 онлайн телефон кој што е активен и каде што може да се пријават ваквите случаеви и нашите операторки ќе дадат помош, психолошка помош и поддршка во однос на детето. Во зависност од тоа колку е мислам како се пријавува, кои се податоците кои што ги добива детска амбасада Меѓаши. Понатаму се процесуира. Прво се оди на надлежните институции кои што имаат законска рамка како тоа се процесуира понатаму за да се заштити детето во најдобар интерес на детето, нели? Кои се оние краткорочни и долгорочни последици кои едно дете жртва на вакво семејно насилство може да ги стекне, но и сите останати кои се деца сведоци на еден таков момент? Знаете како, насилството е комплексно и сериозен проблем за сите, а кога станува збор за деца кои што се најранлива категорија, ова проблематика е уште подлабока, бидејќи може да остави сериозни последици врз раст и развојот на детето. Прво може да се јави страф и анксиозност, нели? Бидејќи станува збор за семејно насилство, токму местото каде што детето би требало да биде, нели, сигурно и безбедно. После се јавува чувството на несигурност.
Тоа се проблематики кои што стварно влијаат во однос на развојот на детето. Ние имаме во државата предизвик ни е менталното здравје. Истражувањата покажуваат дека менталното здравје ни е сериозен предизвик и тоа треба да се зема како сериозно, да се третира, особено кога имаме предходно пријавени случаеви во однос на ова прашање. Предходно има институциите се запознаени. Тогаш должност на институциите е да соодветно да постапуваат во однос на оваа прашање и да се заштитат децата од насилство. Бидејќи физичкото насилство е тоа кулминантното, тоа што го гледаме, но сигурно тука претходува и психолошко насилство кое што е потешко за докажување и покажување. И за тоа е многу важно за да се работи, институциите имаат многу важна улога во однос на ова прашање, а секако Детска амбасада Меѓаши, нашите операторки кои што се психолози се отворени и за помош и поддршка во однос на случаевите и за детето, а и за семејството. Споменавте дека ова, за жал, е последниот случај кој ја разбранува јавноста, побуди доста негативни реакции помеѓу луѓето, дури би рекол и недолични коментари. Последните информации говорат дека таткото е веќе во притвор, се чека понатамошна разврска на случајот, но кои се оние долгорочни последици кои може едно дете за цел живот да ги носи на својот грб, кога на таква една рана возраст ќе се соочи со еден ваков психички, но од друга страна и физички напад? Последиците се сериозни, бидејќи тоа остава длабоки траги во личноста на детето. Особено кога тоа е континуирано, особено кога физичкото насилство е повторено. Тоа има директно влијание врз правилниот раст и развој на детето, во градењето на личноста, бидејќи станува збор за 4-годишно дете, тоа може да биде и помало и повозрасно. Многу е важно да се внимава како институции во однос на ова прашање да се заштитат децата. Така, многу пати зборуваме дека државата презема, односно не презема соодветни чекори. Сите сме гласни некако, барем во денешно време, на социјалните мрежи, но што е во реалноста? Која е улогата на граѓаните, наставниците, образовниот кадар? Како да се забележат тие симптоми кои укажуваат дека едно детенце е жртва токму, за жал, на семејно насилство, местото каде што треба најбезбедно да се чувствува и каде што треба да црпи најмногу извор на енергија и самодоверба? Така, Детската амбасада Меѓаши токму во ова се, мислам, целата нашата активност е првенствено едукација на општеството во однос на препознавање и превенирање, дигање на јавната свест. Многу е важно нас да ни е грижа целото општество, не само детето кое што е дома, не само детето кое што е во семејството. Наставниците исто така. Ние сите како граѓани, ова е комплексно прашање кое што не тангира сите нас. Физичкото насилство, реков дека лесно се препознава. Нели кај децата може да има лузни, повлеченост и све. Меѓутоа, што се случува со психолошкото насилство, кое што исто така би било, може да биде континуирано. Тоа е повлекување на децата, затворање во себе или некоја појава на агресивно однесување. Многу е важно секоја промена кај децата да се гледа како сериозна, бидејќи тоа е некој аларм, тоа не е некој повик за помош. И за тоа треба соодветно да се реагира. Треба да се разговара со децата. Треба да се прашуваат како се, вистински како се и како они се чувствуваат. Сигурно дека ќе споделат каде што се чувствуваат безбедни за тоа, за нивната состојба. Така, тука се наметнува и прашањето која е улогата на медиумите, оние стандардни класични медиуми наспроти социјалните мрежи, бидејќи со самото споделување на едно вакво трауматско видео, може би во моментов детево не е свесно за влијанието на социјалните мрежи, на самите традиционални медиуми, но што по 10-15 години, кога самото ќе го гледа видеото, доколку е достапно, за жал ќе биде достапно на интернет, колку тој етички момент на споделување
објавување, прикажување, заштита на идентитетот на самото дете, неговиот лик е во контекст да се заштити жртвата, наместо сакајќи да ја помогнеме дополнително да ја отежниме ситуацијата од психолошки момент. Токму така. Многу е важно етичкиот момент, како што спомнавте. Важно е како се споделува, дали се заштитува идентитетот и личноста на детето. Бидејќи тоа дете, снимките остануваат. Многу е важно да се замати, да не се дава точни информации во однос на името, место каде се наоѓа детето, колку години, мислам, тие се податоци кои што стварно треба да се заштитат. Ние ја разбираме осетливоста на споделување на социјалните мрежи. Меѓутоа, медиумите имаат клучна улога, а и ние како граѓани имаме клучна улога. Поаѓајќи од себе, дали ние стварно сакаме да се видиме после, како што рековте, 10 години во некоја таква снимка, дали какви последици ќе има врз личноста на детето таа снимка. Затоа е многу важно да се внимава и да се има во предвид да се заматат ликовите кога се објавуваат и податоците да не бидат да не се препознае за точно кое дете, кое личност станува збор. Во овој конкретен случај, покрај во овој пример детето 4-годишното што е жртва на насилството од родениот татко, има и две сестрички кои се можните последици кои ќе ги остави ова дејство врз нив, доколку тие директно не биле жртви на насилство, и што може тука да се преземе, односно на каков начин треба институциите и психолозите да разговараат, да им пристапат на овие деца и да се надеваме дека, иако од помош ќе бидат можеби овие совети, дека нема да има потреба друго дете да ги применува, бидејќи да веруваме дека нема да биде жртва никое дете повеќе на вакво нешто, барем слично. Важна е психолошката помош. Децата исто така се жртви, иако тие не се директни, двете сестрички, нели, иако не се директни жртви на физичко насилство, они сепак се жртви на ситуацијата на моментот. Важно е да се побара психолошка помош, особено во првите 48 часа. Затоа и споменав дека нашите телефони на Ало Бушавко се на располагање во однос на помош и поддршка на овие деца. А исто така институциите, ова не е случај, денеска е вирално, па утре нема тоа да се процесуира. Важно е континуитет, да се работи со родителите, да се работи со децата во однос на оваа прашање. И не само ова, да се зема сериозно секоја пријава на семејно насилство да се зема како сериозно, бидејќи знаеме дека следниот чекор е ескалирање. Да ги заштитиме децата, тие се во нивните домови, но ние како граѓани, како институции, како држава имаме одговорност да знаеме дека тие деца, особено како институции, дека се безбедни во нивните домови. Така, за крај да го заокружиме разговорот, ги споменавме во повеќе наврати телефонските линии токму на првата детска амбасада Мегеши, линијата Ало Бушавко. Какви најчесто забелешки добивате од страна на децата, зашто ја користат линијата, односно со која причина ви се обраќаат? Има различни случаеви. Се јавуваат деца или родители за нивните деца. Многу последните се јавуваат за физичко насилство, се јавуваат повеќе за врсничко насилство. Менталното здравје, како што спомнав, е голем предизвик кој што во последните години во извештаите на Ало Бушавко стои на по високите, нели, процентуални бројки, и тоа е прашање кое што ние внимаваме, и програмите на детската амбасада Мегеши се насочени кон тоа, нели, превенирање, препознавање, превенирање и како да се действува во однос на овие прашања. Фатмира Ајдари од Прва детска амбасада, гостин во утринската носител. Благодарам. Ви благодарам јас. Почитувани, за крај од ова наше вклучување од терен тука од Првата детска амбасада Мегеши, само ќе ја споделиме констатацијата од овој разговор, а тоа е дека за жал овој вирален случај на малтретирање на 4-годишно дете од страна на неговиот татко во нивниот семеен дом ја разбранува јавноста, но како што слушнавме не е единствениот и изолиран. За жал телефоните во Првата детска амбасада Мегеши постојано звонат и
Како што вели мојата соговорничка, причините поради кои се јавуваат најмалите се различни, но фокусот секако е на менталното здравје, односно потребата од поддршка и секако подобра психолошка состојба на сите деца кои живеат и функционираат на територија на Република Македонија. Колеги, доколку имате некои дополнителни прашања, повелете, во спротивно овде го заокружуваме овој дел од нашиот разговор токму на оваа тема. Диме, ти благодариме, немаме што да додадеме, по 100 пат сме поразени кога ќе слушнеме дека она најбезбедното место кое што би требало да биде за едно дете, а тоа е неговото семејство, се претвора во хорор. Се разбира дека и ние како медиуми и секој од нас има одговорност, институциите да не ги спомнувам, апсолутно, општеството генерално да настојуваме да ги извлечеме оние кои што се во канџите на насилниците или пак оние кои што ги прават константно овие работи. Да се збора на оваа тема за да не се повтори, за да работиме и како медиуми, како институции, но и како родители, како пријатели за едно подобро општество.